Осветувањето на колите предмет на дискусија во јавноста. Која е потребата од таквиот чин, особено кога станува збор за секуларна држава? Демократската унија за интеграција бара итно расчистување на случајот со осветувањето на дел од новите полициски возила во кругот на Министерството за внатрешни работи и институционална одговорност за сите функционери кои го овозможиле верскиот ритуал во државна институција и не спречиле тој да се случи. Од ДУИ преку писмено соопштение велат оти во случајот не станува збор за традиција, туку за очигледно кршење на принципот на секуларна држава. Обредот не е извршен во приватен простор или верски објект, туку во полициски двор на службени државни возила, во рамки на институција задолжена за јавната безбедност. Таквиот чин е целосно неприфатлив во држава која според уставот е секуларна, но и мултиетничка и мултиконфесионална реалност, кога државните простори и ресурси се користат за ритуали само од една деноминација. Порака до другите исклучувачки и опасна. Јавните институции да се идентификуваат со една религија, потценувајќи ги и исклучувајќи ги другите. Ова не е невина символика, ова е институционализација на религијата и директно кршење на уставот. По фотографиите што се појавија на социјалните мрежи на кои се гледа како свештено лице осветува дел од новите полициски возила што беа промовирани на крајот на минатата година. Одделот за внатрешна контрола при МВР потврди дека се води истрага што треба да се утврди кој го викнал свештеникот во кругот на МВР за да го изврши чинот. За случајот преку објава на Facebook реагираше и заменик министерот за внатрешни работи Астрид Исени, кој напиша дека прскањето со света вода од страна на верско лице врз службени полициски возила и врз службени објекти во рамки на паркингот на МВР не представува приватен верски чин, туку директно кршење на принципот на секуларна држава и на законот.